Значи, кратко да ви информирам, денеска во Стопанската комора имавме посета од амбасадорот на Босна и Херцеговина во Република Македонија, заедно со градоначалникот на општина Прилеп. И како и обично се разговара на теми од стопанството, што е во другите теми наравно се во нивна надлежност. Јас можам да зборувам само за темите што се зборуваат од стопанството, каде што во присуство на представници од компании од Прилепскиот регион се развија на добра дискусија за соработката меѓу македонските и босанско-херцеговачките фирми, проблемите што ги имаат таму и решавање на истите. Се донесе еден вид заклучок и идеја за формирање на еден бизнис клуб, така ми се чини го нарековне, за каде што стопанствениците многу полесно и побрзо би ги представувале своите проблеми и би ги решавале истите. Наравно со поддршка на амбасадорите, кои се еден вид представници на самите фирми, како што реков, значи не е класично, веќе се представници и на трговските размени и на политичките. Меѓутоа, јас разговарам само за стопанските и трговските размени меѓу двете земји. Ono što je u ovom momentu jako značajno da je samo tokom 2017. godine za 10% otprilike povećano trgovinska razmjena kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i Republika Makedonija. Evo ideja ova koja je danas ovdje prihvaćena od strane ove ovdje komore u Prilepu, a pokrenuta je od strane vlasnika Tikveša, Alkaloida Skoplja, Brako i tako dalje, gdje smo već obavili razgovore i svagdje na terenu nam je to jako važno, jeste da otvorimo taj poslovni klub koji bi omogućio privrednicima mnogo direktniju komunikaciju i onda gdje bi se delegirali određeni problemi privrednim komorama i naravno gdje bi ambasade uzele svoje aktivno učešće da mi to što već imamo, što dobro funkcioniše, unapredimo, ali isto tako da u nekim drugim oblastima pokušamo da napravimo mnogo veću saradnju. Nije samo u pitanju uvoz i izvoz, ovdje su u pitanju dogovori gdje bi veliki značaj, kad je u pitanju Republika Makedonija i Bosna i Hercegovina, jeste saradnja da zajedno pokušamo da istražujemo jedno i drugo tržište i da vidimo oblasti gdje možemo da napravimo konkretniju saradnju, pa i u izradi određenih projekata koji bi bili usmjereni prema Европској унiji. После состанокот во Стопанската комора од нашиот град, заедно со сопоставниците од нашиот град, со амбасадорот на Босна и Херцеговина и членот на управниот одбор на Стопанската комора, моето задоволство е уште поголемо, затоа што освен општествено-политичкиот дел што треба да го направиме како општина Прилеп и културниот дел кој што се договоривме да биде првичен во наредниот период. Моето, како што кажав, задоволство уште поголемо, што стопанскиот дел нема да изостане и ова е основа за понатамошното делување наше заедничко со посебно со источниот дел на Сараево, како што кажав, треба да се избратимиме во наредниот период. Скоро сите што се произнесоа имаат соработка и извоз за Босна и Херцеговина. И ние, како исто текстилна компанија, имаме добра соработка. Тие како нови производители на детска конфекција, 10-та година, извезуваме во Босна и Херцеговина. Минатата година имаме застој од економски причини, меѓутоа се надевам дека контактите постојат се уште за да се настави извозот. Имаме добар производ кој трпи голема конкуренција од кинески и турски производи, кој е една од причините за застојот на извозот. Па поволности не се тука во прашање поволности, него врските, блиските врски и брзината на воспоставување на контакти со нашите и босанските
стопанственици. Па после средбата со амбасадорката на Босна и Херцеговина и идејата за оформување на бизнис клуб во Скопје, ќе ни овозможи да стапиме во директен контакт со повеќе бизнис компании од Босна, со кои претходно се обидувавме да воспоставиме контакт, но не успеавме и сметам дека тој клуб би ни помогнал нас како компанија да влеземе на босанскиот пазар со нашите добро препознатливи производи и сметам дека со квалитетот кој што го поседуваме како компанија ќе бидеме успешни на босанскиот пазар и ќе го зголемиме и прометот и продажбата, нормално и профитот како една компанија.